ексцеленции, почитувани колежки и колеги, почитувани представници на медиумите, дами и господа. Ми представува особена чест и задоволство во името на Министерството за внатрешни работи во моje лично име да се обратам во оваа прилика по повод завршувањето на проектот јакнење на националните капацитети за борба против организираниот криминал и корупција. На почетокот би сакал да искористам можноста да изразам благодарност за континуираните напори и помошта што Европската унија е дава на Република Македонија, а во тој контекст и на Министерството за внатрешни работи. Во изминатиот период Европската унија овозможи реализација на многобројни проекти, со што нашето министерство обезбеди значителна поддршка во спроведувањето на реформските процеси, како и голема материјална поддршка, со што видливо се подобрија човечките, техничките и инфраструктурните капацитети неопходни за ефикасно работење. Дами и господа, организираниот криминал и корупција се две клучни области каде што Европската унија со години ни дава забелешки. Согласно извештаите на Европската комисија за напредок капацитетот на институциите за справување со корупцијата покажуваат структурни и оперативни недостатоци. Потребни се понатамошни реформи во справување со определени видови на организиран криминал, како што се перењето на пари и финансискиот криминал, како и подобрување на евиденцијата за истраги, обвиненија и пресуди во борбата против организираниот криминал. Сметам дека спроведувањето на овој проект дојде во вистинско време. Истиот имаше за цел да ја зголеми оперативната ефикасност на институциите за спроведување на законот, за спречување на сериозен и организиран криминал и подобрување на механизмите и меѓуинституционалната соработка во превенција и сузбивање на корупција. Носители на овој проект беа Министерството за правда, координатор во имплементацијата на компонентата 1, превенција и спречување на корупција, вклучително и подобрување на меѓуинституционалната соработка, и Министерството за внатрешни работи, координатор за имплементација на компонентата 2, понатамошно јакнење на капацитетите за борба против сериозен и организиран криминал. Покрај нив во имплементацијата на активностите предвидени со овој проект беа вклучени јавното обвинителство, Државната комисија за спречување на корупција, Управата за финансиско разузнавање, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Агенцијата за управување со одземен имот. Во рамките на втората компонента, чиј координатор беше Министерството за внатрешни работи, беа подготвени повеќе документи и спроведени голем број на обуки во делот на организираниот криминал, финансиските истраги и компјутерскиот криминал. И сакам да споменам само неколку од документите кои беа подготвени во рамките на компонентата 2. Развој на нови и ажурирање на постојните стандардни оперативни процедури за истрага на финансиски и компјутерски криминал и други приоритетни форми на организиран и сериозен криминал. Препораки за понатамошен развој на меѓуинституционалната соработка во областта на организираниот криминал. Поддршка во подготовка на акцијски план за сајбер безбедност и поддршка при работа и обука за имплементација на активностите поврзани со борба против сајбер криминал. Стратегија за сајбер криминал за Министерството за внатрешни работи и акцијски план за нејзина имплементација. Во овој дел сакам да му се заблагодарам на проектот за неговата подготвеност, да ја пружи својата поддршка преку ангажирање на експерти за спроведување на активност дел од владиниот план 369, кои не беа првично предвидени со договорот, како што беше примерот со подготовката на Националната стратегија за финансиски истраги и акцијскиот план за нејзина имплементација. Препораките ќе бидат сериозно земени во предвид во нашето идно постапување, особено во идниот процес на програмирање на проекти кои ќе бидат финансирани од рамките на ИПА програма. На крај би сакал да истакнам дека задоволството од успешна имплементација на проектот, во кој се постигна крајната и општа цел со кој беа зајакнати капацитетите на институциите во своето постапување во делот на борбата против организираниот и сериозен криминал и корупција. Од ова место би сакал да упатам честитки до сите инволвирани субјекти за успешна имплементација на овој проект и постигнување на очекуваните резултати. Свесни сме дека патот до успехот и резултатите е долг и сложен, но би сакал да го изразам моето верување дека Министерството за внатрешни работи ги прави чекорите неопходни за постигнување на својата мисија со максимална посвета и професионалност во работењето и токму постигнатите резултати потврдуваат дека чекориме во вистинскиот пат. На крај во име на Министерството за внатрешни работи би сакал уште еднаш да изразам благодарност и уверување до Европската унија
дека Министерството за внатрешни работи ќе продолжи во иднина со интензивно спроведување на реформските процеси. Изразувам искрени надежди дека интензитетот на нашата соработка ќе продолжи во иднина, со што ќе придонесе не само за јакнење на односите помеѓу нашата држава и Европската Унија, туку и кон натамошното приближување на Република Македонија кон европските стандарди. А исто така, очекувам дека институциите за спроведување на законот во Република Македонија, посебно сега, во овој момент кога треба да бидеме посебно мотивирани за отпочнување на преговорите за членство на Република Македонија во Европската Унија, ќе ја сватат својата сериозност и одговорност и ќе бидеме ефикасни спроведувачи на овие проекти кои што заедно ги реализираме. Најважно е да покажеме одлучна борба, а јас во тоа сум решен, против организираниот криминал, против корупцијата, заради тоа што тоа е јаве Република Македонија и иднината на нашите генерации. Благодарам на